Ова е спортски надпревар во новото украинско-унгарско училиште во Будимпешта. Училиштето било отворено во септември. Оваа учебна година се запишале повеќе од 340 ученици раселени поради војната во Украина. Во ова двојазично украинско-унгарско училиште има часови од 1 до 12 оделение. Овде децата можат безбедно да го продолжат школувањето, да учат унгарски и да се интегрираат во унгарскиот образовен систем. Ми працюємо звичайно як Работиме како редовна унгарска образовна институција регистрирана како двојазично украинско-унгарско училиште и гимназија. По завршувањето, тие можат да положат испити за да аплицираат за факултет. Биле потребни 2 години за училиштето да се акредитира со помош на украинската влада, незината амбасада во Будимпешта и портпаролот на украинското малцинство во унгарскиот парламент. Основачите велат дека украинската заедница го финансирала училиштето со приватни донации, додека унгарската влада ги плаќа платите на 30 украински наставници. Но тие велат дека се уште им недостасува пари за опрема, одржување на објекти, учебници и програми надвор од наставата. Ротари клубот во Будимпешта вели дека се обидува да помогне. Викторија Грис Милер е подпредседателка на клубот. I think it's the best investment we can do to Мислам дека тоа е најдобрата инвестиција што можеме да ја направиме, да инвестираме во децата, бидејќи тие се иднината на Украина. Овие деца бегалци наскоро ќе се вратат во Украина, се надеваме откако ќе заврши војната и тие ќе обноват земјата. Значи, треба да им го дадеме најдоброто можно образование. Грис Милер вели дека на децата им е потребна и психолошка поддршка. they had Има многу проблеми дома. Ги загубија домот и училиштата. Нивните татковци во повеќето случаи се војници. Значи, тие навистина доаѓаат со многу стрес овде и треба да се справиме со тоа. Многу ученици се далеку од традиционалните училници веќе 4 години. Прво, поради пандемијата на COVID-19, а потоа и поради руската инвазија на Украина во 2022 година. Наставниците овде велат дека им помагаат на децата да ги развијат нивните социјални вештини, покрај тоа што им помагаат и да го зачуваат нивните украински идентитет и култура. Тие велат дека и двете се важни за еднината на децата и за еднината на Украина. Є надія на наше молоде покоління. Гледајќи ги овие млади луѓе, особено средношколците, постои надеж дека тие ќе се вратат и ќе помогнат во обновата на земјата од урнатините во кои се наоѓа сега, бидејќи тие веќе се доволно свесни да го покажат тоа преку своите постапки. Таа вели дека учениците растат и учат брзо, а многумина планираат да се вратат во Украина со нивните семејства.